А сега во продолжение и уште еден разговор, зборуваме за младинско и женско предприемништво, анализираме каква е состојбата кај нас и какви активности се превземаат за подобрување на истата. Велам добро утро за Викторија Митрикевска, проектен координатор во Скопски плански регион. Добро утро. Добро утро, Ване, благодарам на поканата. Благодарам на одзивот и добро утро за Андри Нумовски, проектен менаџер во Волонтерски центар Скопје. Добро утро, благодарам за поканата. Ве спојува оваа заедничка тема како две институции, односно како тема за која што исто така и треба навистина да зборуваме се повеќе и повеќе, но кога и го подготвував разговорот, еве Вики ќе почнам со тебе и прашањето каква е состојбата со младинско и женско предприемништво кај нас. Дефинитивно проектите кои што се реализираат го даваат својот резултат. Од година во година имаме доста подобрување на оваа тема во сите аспекти. Апсолутно. Јас можам да кажам дека Република Северна Македонија ги следи трендовите кои што се имплементираат на европско ниво и ние во таа насока веќе имаме континуитет повеќе од 20 години работа на национално, локално ниво во подготовка на стратешки документи кои што даваат разни акцијски планови се со цел подобрување на предприемништвото на национално и на локално ниво. Меѓутоа, од друга страна, без оглед на тоа што имаме континуитет од повеќе 20 години, се уште постои еден празен простор на онаа возрастна граница од 15 и 24 години, младинци, средношколци и студенти кои што на големиот број на истражувања кои што се спроведуваат во нашата држава укажуваат на фактот дека не се спремни да ги направат првите предприемачки чекори. Во рамките на оваа категорија влегуваат и младите жени предприемачки кои што иако веќе го регистрирале својот предприемачки бизнис, меѓутоа се соочуваат со недостатоци на капацитет, недостаток од пристап на финансии, во насока на тоа тој предприемачки бизнис кој што веќе го оформиле и го започнале да го продолжи својот континуитет после третата година. Младите предприемачи се соочуваат со најголеми предизвици после третата година од формирањето на предприемачкиот бизнис. За таа цел голем број на национални и локални институции, регионални центри работат на проекти со цел овие предизвици со кои што се соочуваат младите предприемачи да бидат надминати преку разноразни активности. Да, верувам, бидејќи споменете, најголемите предизвици доаѓаат третата година, нели, од почнувањето на бизнис. Верувам дека кога младите предприемачи би почувствувале дека може на некого да се потпрат за совети и нели за помош при работата, сигурно и повеќе би се охрабрувале. Апсолутно. Во рамките на мојата институција и во голем број на проекти каде што јас учествував како проектен координатор, се даваше можност на менторски средби и советување на малите и средни предпријатија, пред се од областа на пристап до финансии, градење на капацитети за дигитален маркетинг, пласирање на нивните производи, дури оние административни процедури кои што честопати им прават забуна. Има многу активни мрежи на граѓански организации кои што директно се фокусирани на развојот на женското предприемништво и на младинското предприемништво, се со цел овие предизвици да бидат полесни за нив. Таков е и овој проект кој што во моментов јас се вклучувам како проектен координатор, насловен како промовирање на женско предприемништво преку заштита на животната средина, каде што една од алатките е организирање на вебинари пред се насочени кон пристапот до финансии, кој што е најголем проблем за поголемиот дел од предприемачите. Така, еден од вебинарите ќе биде и всушност твое излагање, на која тема ќе биде тоа? Вебинарот е насловен Бизнис ангели. Тоа е навистина интересна тема, иако постои во нашето обкружување од 2014 година, го кажувам ова како податок бидејќи првата мрежа на бизнис ангели е регистрирана 2014 година. Сепак младите предприемачи се уште не ја знаат добро таа област, не знаат како да пристапат кон бизнис ангелите, односно како да направат презентација која што ќе биде интересна за самите бизнис ангели, со цел тие да се охрабрат да го направат првиот влог во нивниот предприемачки бизнис. Така.
Андреј, како волонтерски центар го организирате овој проект, го организирате овој настан, вики ќе биде дел и како поддршка и нели дел на вебинарот од истиот. Ајде малку вовед да ни дадеш во целиот овој проект. Го споминавме името промовирање на така беше женско промовирање на женско предприемништво преку заштита на животна средина. Да, токму така. Благодарам Вики за убавиот превод на името на проектот. Оти пред се проект кој е создан од три организации, една во Македонија, значи волонтерски центар Скопје, уште една организација во Италија која се занимава од Сицилија, која се занимава баш со промоција на предприемништвото, и уште една организација во Холандија која е баш насочена исто кон предприемништво, има баш успешни приказни во областа на предприемништвото. Волонтерски центар, сакам да напоменам претходно нешто, дека волонтерски центар Скопје работи на промоција на предприемништво, младинско и женско предприемништво, пред се преку младинска работа и преку неформално образование, значи организирање некој вид на обуки, размени, настани од повеќе држави, вклучително и Македонија, каде што можат млади луѓе најчесто од 13 до 29 до 30 години да се вклучат и да добијат малку повеќе знаење. Што се однесува до проектот, овие три партнери зедоа за задача и за цел да овозможат и да создадат повеќе алатки, пред се дигитални алатки, каде што ќе се овозможи една точно насочена тренинг програма за млади жени предприемачи, да не ограничиме дека мажите не може да се вклучат, така да слободно поканувам сите кои се во можност да разгледаат во најмала рака каков е проектот. Може да најдат преку волонтерски центар Скопје или пак може да го објавим или да ме сконтактираат мене во волонтерски центар Скопје. Проектот исто така има за цел да се осврне кон нешто што е заштита на животната средина, што надеж дека следниве идеи кои доаѓаат од предприемништвото ќе можат и ќе допринесат кон заштита на животната средина. Широка област е предприемништвото, дефинитивно, но малку се насмеав кога кажа важи и за мажите. Не знам дали ќе се согласите со мене, но жените повеќе се охрабруваат да бидат предприемачи во последно време. Барем во светски рамки зборувам, сега не знам каква е ситуацијата кај нас, како да се похрабри за првиот чекор. Ќе се согласите со мене? Апсолутно, дури има податоци кои што укажуваат на тоа дека жените се многу порационални со капиталот кој што го располагаат во рамките на предприемачкиот бизнис. И кога би ставиле вага дека прават паралела помеѓу приватниот и професионалниот живот, навистина се спремни за поголем ризичен капитал и добро спроведување на сите активности во рамките на тој предприемачки бизнес, дури и растење на облагородување на предприемачкиот капитал. Така, една од темите за која што ќе зборува Вики ни кажа е бизнес ангели. Кои други теми, Андреј, ќе бидат обработувани на вебинарите? На вебинарите вчера беше првиот вебинар, каде што се зборуваше за идеи, алатки, вештини и техники за почнување на бизнес и пред се за земање на капитал, односно добивање на капитал. Нешто слично што е и бизнес ангелите, зашто овој модул пред се наменет за создавање на финанси за предприемништво. Потоа имаме venture capitals, кој е малце тежок за превод, меѓутоа некои крупни капитали, како да се добијат крупни капитали за почнување на бизнес, и потоа оние излезни патеки кои би биле наменети за тоа кога би било можеби право време да го продадете, да успеете да одите понатаму во други бизнес делови. Оно што е важно да споменам за проектот е дека ова е само еден модул. На веб страницата на проектот може да најдете уште два модули кои можат точно да ви помогнат. Има целосна програма обработена со материјали кои што може да ви помогнат точно од А до Ш, да речеме, да почнете во свој бизнес и се надам да го одржите и понатака да го пораснете и можеби некојаш да го продадете па да уживате. Така. Добре дојдени се советите, верувам, колку повеќе луѓето инвестираат во себе си, во вакви знаења, сигурно уште повеќе ќе бидат храбри да истите ги искористат и во пракса. Верувам и вие повеќе охрабрени за идни вакви проекти, па и заеднички соработи. Апсолутно. Колку има поголем одзив кај луѓето, како ве се ги интересат за овој последен проект? Ги исполни вашите очекувања? Да речем дека до некаде ги надмина. И покрај празниците. Да. Сега сакаат да слушаат вебинари. Добро. Да. Покрај заситеност од Zoom, што имаме сите, мислам, од тие состаноци и вебинари и обуки што се одвиваат онлайн. Вчера интересот беше доста голем, што ме охрабрува и ме поттикнува
Затоа што вебинарите не само даваат можност мислам да се слушне што кажува презентерот, туку се место каде што има луѓе што се и веќе успешни, меѓутоа имаат своји идеи, па така да вчера бев нели како марш добив доста идеи и охрабрување, можеби јас да размислувам за понатака и какви све идеи може да произлезат од сите нас, без разлика што живееме во можеби на помала земја. Добро, но сега ете со дигитализацијата можностите се отворени, па и за предприемачите. Од дома може да се работи глобал. Не сме само ограничени ете на тука кај нас на 2 милиони пазар. Благодарам за гостувањето, да имаме успешна соработка во 2023 година со оглед на вашата работа. Ете, Вики ја познавам и подолго, богато искуство во области како предприемништвото. Верувам ке работиме заеднички и како Скопски плански регион и како волонтерски центар Скопје, заеднички теми во интерес на нашите гледачи. Останува само за крај прашање до двајцата, кога е следниот вебинар и како може, ако го пропуштиле првиот, дали може да, нели, од вториот, третиот да се слушаат луѓето или мора задолжително сите? Како оди тоа, да го појасниме? Може да се приклучат, дали сакат на посебен вебинар, може да се приклучат на сите вебинари, тоа останува на нив. Сите вебинари се снимени во исто време, така да ќе може да ги видат и онлайн како видео снимки. Следниот вебинар е денеска кога е Викторија. Почнува во 18 часот. Да. Како што најавивме, има интересна тема, насловена како бизнис ангели. Наредните се следната седмица од понеделник почнуваат, така да очекувам и се надам дека ќе има што поголем пријавени. Така, ние се гледаме повторно. Тешко било со блиски луѓе, например Вики ми пријателка да правиш интервју, ама верувам се снајдов добро. Имав некоја позитивна трема да прашам, да видам како ќе биде тоа што ќе го прашам, дали се снајдов, мислам дека добро беше. Одлично беше, ги опфативме сите активности кои што се во рамките на предприемништвото, предизвиците и можностите. Се надевам дека со пренесувањето на овие информации ќе поттикнеме некој да се охрабри да ги направи првите чекори. Има голем број наалатки, активности, проекти кои што се во тек во нашето обкружување. Сите тие нудат голем број на информации, само добро е да бидат побарани, да бидат искористени. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и да може да завршиме со една порака до сите едни предприемачи, да бидат храбри. Да не се плашат да ги направат првите чекори, бидејќи постојат и институции, организации, консултанти кои што можат да ги водат во понатамошниот процес на дефинирањето на нивниот предприемачки бизнес. Андреј, да не сакаме во поракава нешто да додадем или тоа? Па да, мислам дека без разлика на тоа луѓето околу нас што ни кажуваат, мислам дека ако имаме верба во својата идеја, во она што сакаме да го правиме, мислам дека во најмала рака вреди да се обидеме да го направиме истото. Без разлика дали и не блиското или поширокото обкружување вели дека можеби нема да успее понатаму. Луѓето имаат право што сакаат да се зборуваат и да кажуваат, но статистиката светска вели дека најуспешните луѓе си ја следат својата интуиција. Нели инвестираат во вакви семинари, вебинари, во работилници и се слушаат себе си. Благодарам многу за гостувањето, се гледаме повторно. Благодарам.